Здраво живо, поздрав од ресторан Куманово СПА. Продолжуваме с емисију за Куманово. Данаска нашиот вас гост е Трајко Цаневски или га вика Кумановци Рочко од Кобурско фамилија. И мислам дека ќе имамо доста интересантни работи да чуеме од нашега старега сограѓанина. Чко Трајко, здраво живо, како си? Здраво живо, добро, фала Богу да се. Прво би те прашаја од куде е овој надимак Рочко? Ја сам на улицу 11 не живел. Тоа е турска мала скоро тоа. И Рочко е потекло од турски двор, Рочко јунак, значи. Као деца мене са ме викале на 10-12 години Рочко. Тега на Рочко. Од турски, значи јунак. Тоа ти га известија некој другар од мало име, надимак. Тој казо, не може да се сету још. Имал... А пише ни га како е било детство. Мој? Како е било детство, пише ни га. Што сте играли највише, соде, демир? Цупала од земју. Демири тие. Цел дан? Цел дан се снима. Играли ли сте други игри, джелик? Джелик сме играли. Највечер имаше една игра. Лопови жандари? Лопови жандари. Тоа е било убав период за свакое дете кој е раснало во тоа време. Убав период. Ти си, ја кажа, уводен дел стара градска фамилија. Твој татко, што е работа и мајка? Мој татко е работел трговац, дукан има, трговски дукан. А мајка е домакина била. Колку сте биле децави? Еве ќе го покажа овој слику, ово сте вие дека. Тоа е фамилија од фамилија. Кој се дека на слику? Трајко Кобур. Родна Кобурка. Цане Кобур и негови ќерке. Што ти на тебе Трајко Кобур? Од фамилија. Од фамилија. Ај се објасни ни малку, ваша фамилија Кобурска е доста позната у Куманово. Кобурци ги има многу у Куманово, у наш град. Од куде е тој Кобурско надимак? Ја колку знам стари луѓе што се кажувале, имале смо имање ван Куманово. И за време турско време жеца се било и навечер. Ноќе се спале по ниве. А чишумите и Кобур, што е, он носие пиштој. Пиштој се викало Кобур тега. И не ветер навечер ноќе свање на свање и нешто тропа, гранке од дрво, пожето што се биле, и на чишуми данета, вика, дај га те Кобур, пиштој. Вика, некој иде тамо, одно ветер доаѓа грмушке тие. Колку деца сте, кажа ти? Ми со 4 деца, еден, ова и 3 сестри. Кој е најстар? Ти ли си најстар, или? Јас сум најстар. Сестра куде живи, во Куманово ли? Сестри су у Куманово, две су починати. Радка, Кире, на Кирета жена, и Драгица на Кукул Драгета жена. Драги Куклу, да. Еве спомнага Драги Куклу. Драги Куклу е бие стварно голема легенда. Он е бие универзален човек и е
добро појаја и бие добар фудбалер. Доста интересна личност се вие, драги. Беше познат, али еве одземага смрт. Нега како млад отиде. Еве кажувале се дека и бие добар фудбалер за Куманово играе. За фудбалер, да. Еве го слика од драгите куклу, да го покажемо. Умеја да запое, да Еден пut убаво. убаво пое. Убаво пое. Сега да ни кажеш куде се учи основна школа у Куманово? Али не прво кој? Пошто си роден 36-ту, И пет. 35-ту. Веројатно памтиш некои моменти или некои детали од други светски рат. Те период е бил многу тежак и било е опасно, нормално, рат, Да. као рат. Што памтиш ти од тие години? Па ја како дете немци су биле у школу, турску школу, у болнички парк, на Ќоша тамо. Е била стацирана немска војска. Ми како деца ише смо, бели смо правиле, деца. У ту турска школа на Ќоша, на сега Куде е болница? куде е болница. Било ли е опасно за време на други светски рат? Кажуваа стари луѓе дека свак момент е постојала опасност да се деси нешто, пошто не е било сигурно ништо. Не е било сигурно ништо. Како деца доста кога се бомбардирувало, бомбе по Куманово имаше неколку паднати по подруми, кои имаа подрум. Ние сме имале куќи со подруми и комшије су доаѓале сите. Куде се паднале први бомбе? Памтиш ли нешто? Први бомбе, колку се сеќам ја, имаше на Проески сокак една бомба на Бедински сокак, што вика Ведасинови, и Пазар доле. Стости Пазар. Тога се биле немци и бугари. Бугари, да, и немци су били. Ние кои смо свини тој време, дојдеа немци у куќу да видим што се работи дека и не сме имале проблеми. Не су имале проблеми немци. Не сме проблеми. Во свак случај, еве, после толку години, тие моменти се ви останале у добру меморiju, тај од други светски рат. Па, видите ми како деца, со своји години, јас сам имаја Било е 6 години, 7 години. било е стварно тешко, али Тешко, сиромаштија е била голема. сиромаштија, под немци су дојдени, ние кои смо свини, како дете што памтам, Да. немци дојдеа, отворија стара куќа, турска куќа, стара куќа, видеа и не правија проблеми. Сега да ми кажеш, куде се учи основну школу? Овдека у Куманово. У сега што е Браке Браќа Миладина. Младиновци. Туј сам се бугарску школа. Бугарска школа. Бугарску школа. Фактички ти си учие по други методи тага. Па, малку после 40 година си отидеа бугари. Дали памтиш која ти била прва учителка? Ој, Која ти била прва учителка?
Не може да се сетам. Не може. Не може да се сетам. Сега ми овдека на стол имамо, што трајко многу слике. Ти си бие, да кажемо, многу успешен стрелац, Да. член на клуб, волонтер, 25 години. Значи работае си чисто од ентузијазам Така е. и дае си многу голем придонес за тој спорт у Куманово. Ali пред да почнемо да зборимо детајно за стрелјаштво, да ни кажеш од кад си ти покажаа интерес за овој спорт? Да, Прохор Пчински се одржаваше 50 годишни сега од ослободување и од таа година Мико Седа е бија председник на стрелјачки одбор. Од 1950 година на Прохор Пчински стоеше како екипа младе. А кад си први пат почнаја да се занимава со стрелјаштво, на колку години памтиш? Па 50 година. 50 години. На Кој те 15. уведеа у тој спорт? Дали сам или с другари некои? Не, предводничка обука имаше тогаш. Добро. И преко предводничку обуку почнав да се бавам со стрелјаство. Имаше ли у тоа време млади интерес за стрелјаштво? Па и мало е. Има у тоа време Мико Селда на Флостат. Он имаше кабинет и туј се вртество како млади станови. Еве го оваа слика. Ти си овдека у Куманово с твои две деца и уште едно друго. Ова е на площад. На Флостат. Да, керка и син. Како се викал ќерка и син? Снежана и Ѓоко. Ѓоко. Ево, ова е, не пишуе која година, но одамна е ова. Одамна. Ова е слика која е? Ово е фамилијарно на Славу. Добро. Кој се овдека на слику? Па, Улко ми Тоде, Кире на Влашка син, Добро. Карол, ово е армоникаш, Каро, легенда. легенда. И фамилија, жена, ја, Драги Кукла е, Драги Куко, да. Кукла, сестра ми, зет ми, Кире. Сега да те прашам за Каро армоникаш, има многу анекдоти у Куманово. Вика, Каро е викан на сви седенке, кад се организира у кафану, од кумановци. Какъв човек е бие Каро? За мене Каро е бија и казанису смо пекли ракiju кod njega. Svaku godinu ko mjesec pečemo rakiju. Ovdje je bio harmonikaš i to je dobar harmonikaš. Знае ли да И направи песе, стимул, забаву знае знае? да направи кеф. Ja mislim дека има негде... Кои песни ги е најше појае Каро, памтиш? Али? Кои песни ги е најше појае? Не може да се сета сега кој песен, али и поеше и свиреше за хармонику. А сега те прашам ти да ми откриеш, ако сакаш, кои су биле твои најмилени песме кад си скачаја у чаршију, кад си седеја с Каро или кад си бие у друштво? Кои песми си ги најше се каја како млад? Појаре су и што ми е мило, ем драго, на струга Духан да има. На Струга Дујчан Димам, добро. Тај, и други, Слушаја ли си геве, например, Никола Бадев, Цуне Гојковиќ, Тозалац? сви су слушали. Сите тие певачи су ги слушали. И добри певачи су биле. Добро. Па и ти кад си правија славу, веројатно, увеќе песма имала, увеќе било весело. Угел, Кој си го славие? Свети Рангел. И још увек традиција, И ден денес. браво, тој треба се поштуе. Се кажи ми, кад завршиш основно, кад завршиш средњу школу, прво, куде си учија средњу школу? Средњу школу куде си учија? У Кумано. У гимназију ли си учија? У гимназија, Нова Згара. Ти завршуваш средњу школу и се запослуеш. Не, на занат. На занат, куде? Куде Новака. Столар. И како е било те период да го пишеш? Сега 3 години чирак,
па калфа, со завършие, па майстор по тихлея. А после школа учи владена, па завърши висша школа. Што треба да те прашам, у тоа време имало е хиерархија. Прво биднуеш чирак, па биднуеш калфа, Да. а мајстора мора да го слушаш, ако не, ќе добиеш, што вика кумановци, по Да. уши. Майстор ми е бил новак у то време. Добро? Новак. Любише, имаше син и još jedno Али мораеш да го слушаш. Ja morаше да слушам. Деца тие мали ги возеше од дуќан, он ги донесе па до дома с деца да ги вози. Љубише исто е бие и još едно. Дали е тоа што ако не го слушаш мајстора, мав ти работа, вика. Ја не сам имал такви проблеми, сам завршија како тебе. Прво ќе покажемо, ова е пред некој цркву, Ѓорѓи Цаневски, У Лозор, 65 година. у Лозор, тај црковни одмор, у Стару цркву. Тој е твој татко. Мој татко е. Добро. Ѓорги на крај. Ево дека пишува во Одмор. знак на признание на работа на црквата Свети Никола. Да. Еве сега доваѓамо до немо мене што спомнамо за стрелјаштво, али еве прво и овие слики да ги покажемо. Еве нова фотографија. Ово е кој се влека на слика? Ово е Тошо Ангеловски, председател е бие. Али Риза, Добро. првоборец е бие. И со се дружиле и со жене и у Скопје бема на Прошецку. И тој е од Саре. Точно како он беше презиме? Ангеловски. Ангеловски, да. Ево влека од новини некој запис има. Да, тој е селешка дружина, Бане, покојни. Баневски, да. Он е бие. И Стенови, у стрелјачето. Кажи ми, што си работеа у Чикичко треко? Книгоја. Ти си работеа у Чик, каде била многу јака фирма, каде имало пуно радници, имало е паре. 3000 радника имала. Кој И- тега бие директор? Па Цавко беше покојни. Здравко? Панис Богдан. Исто Панич, е. да. Тие се Па после се менјава пуно, да. менјава после натаму. Ово е на Бранот, кога се отвара Брана. Ливкова. Кој година е било? 60 и... Па, 65 ли е било? 6... ту е неги, Да. ту е неги. Која влека на слику? Па, ово другари су Перо и се вика еден. И дори сам забравија да ти кажам. Добро, тоа е било твое друштво. Па, моментно. Да. Ово е едно друштво, Драги Лингур, доктор, Добро. Боце Твор, Ѓоше на фарму што беше Джин. Джин, како му беше име на njega? Мето ли се вика? Мето, Мето Джин, да. Чуја сам стар кумановац. тако маната. Али еве ми да покажеме на слику дека у тоа време хит е било да имаш точак и да возиш. Да. Еве. Тоа е с Радета Ливковски и ја на Врухивод. На Вруќи воду се ишло или пешки или И со те точак. се исто точно. Да. Не е имало тега ни такси, Не. ни автобус. Ништо, само со точкови. Возило ли се у тоа време точкови у Куманово пуно?
Pa dosta se je vozila. Dosta se je vozila. И kad se pokvari točak Свиља, кој е чуеноga Спиро точкара. Spiro. Spiro. Спиро е бие едини точкар у Куманово. Jedini. Ali dobar majstor je bie. Dobro mesto i posle Dime, našu malu Диме, да. i Dime. Еве ова е слика исто од стрелјаштво. Да, Спомнасте ga Баневскога, Банета. Bana, Бане исто бија голем ентузијаста, Голем многу е работаја. Срочняк и добар стрелал беше. Добар. За жал одамна почина он, али оставија голем белег за развој на овој спорт у Куманово. Da. On je jedini non stop bio. А куде сте ви беше бале стрелјаштво? Горе куде споменик што е тамо? Стрелjaco ima to na Lozja Belić, što se vika, prema Vruću vodu. Добро. Ima slika da kude Да dava покажеме Bane. после. I И на други места куде е имало? tu smo mi, znači, Beli Lozja, prema Vruću vodu. Dole. Добро, а тој горе куде споменик каде направено тоа? To je posle napajeno. Za vreme moje je napajeno to селище. Ja sam bio organizator, ja sam bio predsjedatelj. Ево пише ни те период, како е работаја стрелјачки клуб у Куманово во тоа време? Имале ли сте добри услови, имало ли е финансија? Financije su skromni bile, a za rabotu, evo, nešto po slikama da se to zna. Inače, kako strelci, slike će biti kazano na Beli Loze se vika, tamo имаше зграда направена примитивно, само да се склони стрелата и кога се врши надпреја. А после се направи зграда у средовек. Кој работаја сем Банета и тебе у клуб, луѓи кои су помагале? Перо е Кримовски, Тошо Ангеловски е председател и он. Имало ли е поголема група на деца кои су работале у клуб? Имало ли интерес во тоа време? Па работале како селјачки одбор работале, имало и по школе свише, и по села свише отворале смо селјачки групи за натворен. Поготово школе што су биле. А едно време многу сте работали и у пионерски дом. Имаше туја една секција на стрелјачи. Па и ту е работено доста. Да. Ево да покажемо следеќу слику. Тоа сам ја, Бане доле, покојни Бане. Добро. И други, не ги давте. Ово се членови на клуб. Членови на клуб са биле овој. Да. Овде е еден камник у Скопје, на одмор. На надпревар смо ишли и има просторија каде се одмара. Еве го овдека Бане е овој, с тебе ли е? Бане надпревар тој иде, Тошо Ангеловски. Овдека гледам и војници има туе. Војници да има и од војско су доаѓале за натваре, а тој се каде стрелиште примитивно. Зграда имаше само покриви на отворено беше. Овдека еве шатори. Ово е организирано семинар у Охрид. И поставимо шатори за стрелци кои беа со Охрид и со соработку долу селјачки од Димче се викаше тој. И тие се у природу свеште како ставни Добро. на селјачки сојуз.
Сега да ни кажеш ти, дали ово е твоја свадба Да, моја сада. со твој супругу? Да, все. Куде сте правили свадба? У Куманово, у Стару Цркву. Не е имало така у капану, него у Не, куќу. у куќу. Тоа е. Кој би е кум старејко? Кум од Скопје ми беше, а Добро. старејко Чоше. На Перу Усус работеше брат му. Значи он ти е бие кум. Еве па да ги покажеме овие, дека има повише точкови, 3. Тој су друштвото, ми друга. Кажи ги пашен подај. Овие Раде Ливковски, Станјевац Мирко, Аци Пирохјанац. Еве па да се вратимо на твоја свадбу. Значи правило е било, зимаш го невесту, низ град одиш пешки, Пешки, да. нема превоз, Нема него пре. да види народ Да, кој се жени. да, тоа е било. Шетале смо од 11 ноември, Крачволну, каде сам живеел, па Пироска мала, па доре Каравска мала, па на Сакак, Значи одиде сте пуно, Се. пуно сте одиде. па на площад и дома. По Снашку. Тако е било. Дека деве вие Драги Скевра, покојни. Скевра, да. Тоа е. Чекај, Драги Скевра, куде работеше он? Он дим сервис. Ово е исто многу стара слика, ти ќе ни кажеш куде е. Ово е татко ми и стар дуќан, бакалница, свој старо кух, на 11 ноември. Ете, бакалница. Бакалница. Дуќан, трговски, така, али примитивно. Една се Добро, али он се мучи, работа е да остане, донесе, да што остане. нека парче леп дома. Да. А ја би се каја во прилика да го покажемо и твоју господју колку е била убава жена. Ово е на Брандо, кај се Да. тоа работа на Уликова. И Фатимо, тој девојка била моја жена, сега што е. Не сте биле земени, него Не девојка. сум, не сум. Добро. Еве го оваа слика друга. Исто е тој на Брандо. Мислим, ја и моја супруга. Ово е куде е? Ово е Столе механичар. Столе. Маслинка, вика, кој е драги куп, драги доктор. Беше едно веселје такој, у куќу на Лингура, знаете. Драги Лингур, доктор. Доктор. А Столе Маслинка, куде работеше он? Он е работае горе, на станицата. Љуб турист. Доктор. Сега ќе те прашам да ни кажеш малку за животот у Куманово Корзо како е било. Опиши ни ga Корзо, куде сте искачале, како сте се движеле по чаршију и така е. Корджо беше од основна школа гимназија, Браќа Милгиновци. Браке Миладина, тај улица, па до площад и доле до биоскоп, стар биоскоп. Туе сум се стари, Корзо било, од тој улица. Куде сте ги дале девојке? Ти се мушкарци на едну страну, девојке на другу или не? Па веќином се такој ги. На едноставно, И го пратите ситуацију. тоа време такој беше. Што памтиш ти од Корзеве некои моменти убави да ни кажеш? Некои детали интересантно што ти останаа усеќање во кој? А ми како бекари, девојка, у Соколано на игранка сме ише. У Соколано су горе. Како е било на игранке со кола, не бе опишени? А? Како е било на игранке? Па, саку субота и било игранка. У голему салото. Убаво ли е било? Убаво.
Pa interesantno je bilo da u to vreme. Чекај, кажи, кој е тега свиреја у Соколановни игранке? Имаше тега Ne može da se sjeća. Ратко Чорба, имаше Čorba, da, оркестар, bili да. su tije. Tije su bili, Kuvanovci, Vace u Skopištu. Да, Ваце Кошаркар беше. Кошаркар. Па и брат му Чеди, и он е бија добар исто. Што се на Соколаново највише играло? Која музика е било? Свакаква. Svakakva muzika, da sviri i da igramo. To je vreme. Правило ли ви тоа задоволство и радост кога сте биле на игранку? Били ли сте среќни? Pa, jedino razredno da je Sokolana na igranku bila u to vreme i u školu, nova škola. I tu smo bili na igranku, pa smo bili na igranku isto У пожарно горе, u Požarnu, у Монопол. u Monopol najviše. Monopol najviše. Колку е Соколана заслужна за кумановци што се биле тамо, што се дружиле, Па- играле? Куван едино Sokolana беше голема просторија, каде се играше, каде се и за вежба и за други работи. Ајде покажемо сега оние слики кад се бијат ти у војску. Где си служија војско? U Vršac, na Galicu, С Маѓарско. sa sve. To je kuće na graničari Добро. i od granice od Vršac. Tamo, Колку си служија војско? 2 години. 2 godine. Тешко е било. Teško je bilo, ama izdržljivo. To su isto na granicu drugari bile, vojnički Да drugari. не ги памтиш кои се вие, не. Ovo je pero i od Radović i ovo je dole, se vidi se Makedonci su bili. Vadno i dole, ovo doista su Makedonci. Македонија. Али оваа слика е доста интересантна. Свири гитара, а војника га шишав. Evo, tije su isti Da. drugari. Sviješe na gitaru pomalko, ja svireše, znaš. Ali Ти си бил добар музикант. Знаеш си да свириш гитару и добро. ne. Prosječno. Prosječno. Колку пат си доше за време на Боњи Роков Куманово? Еден пут или 2 пут? 2 puta sam završio. Jedan put redovno, jedan put nagradu imate. Ovaj slika je na Gjoše, što pokojnik umre. Добро. I Dragi Lingur, Bocetvor, Džin. Тоа се све Вања. стари кумановци. Sve, to je беше društveno, koji Големо. su se ljudi svoji sa žene iz Poslave i za sve koje stajeće i tako dalje. Али ти си со своју супругу би еден од ретки кои си бие у Париз у тој време. Незамисливо е било да отиде млад човек у такву метрополу, али ти си маја привилегију да идеш у Париз, ово е било негде 60 години. Da. Ja imaš 1300 Auto. Sa auto i zet mi radi. I sestra mi, Vjerka. Колку време путува до Париз с Тристаќа? Pa vidi, mi u Beograd zastanamo, Trajče Maček na Radeta Čišo. Добро. Maček, kako znaje, on ambasador беше. Do Beograd samo i od Beograd posle produžimo za Pariz. I u Pariz imao sam jednog prijatelja, tamo se nema nekoliko dana. Ово е некој музеј. U Pariz.
U Paris ima Лувър. Лувър. Да. Стварно прекрасна работа, ево. Да видиш, тоа е jedan put. Ремек дело. Еве, ово е исто у Париз. Isto, da. Ферд Капи. 1-3 дена. Дема и после продължима доле према море. Према Ница. Листа тама, па со фери брод за Сплит. Од Добро. овај. Ево дека имамо да покажеме уште некои работи. Дека пишува орден на рада со сребреним венцем за Трајче. Што е ова? Тоа е уверение од преседникот Маршалот Тито. на Варшава Тито. Наžalost, деца изгубија овај орден. Беше. Сега да ја прашам као старого граѓанина, ти ga памтиш тој период, многу си живеа убаво у тој време. Како ти цениш Тито? Тито доаѓаше неколку пати ушални цели. И ти си бија И обезбедение. јас сам бија за обезбедение. Е, така. 2 пута, 3 пута, 2 пута, ја колку се сека доаѓа Куманово. Обезбедение и на железниčku станица, од железниčku станица ушални цели. Тито каде бија, со свите имало и паре, и куќу да прави, и на одмор да иде, и да школуе деца. Се, Држава е била перфектна. се имаше скромно, али се имаше. Ali evo ti si bija i u politiku собрание на општина Куманово. Да, делегат беше. Тешко ли е било у тоа време да бидеш у политику? Па, не сум ни много сега и помали, ипак собрание, како собрание решавало своји проблеми и така даје. Еве, да покажемо оно што си го работаја 25 години у стрелјаштво, добија си Една сребрена сребна Лакета. лакета. За стрелјаштво. Ти си бија у која дисциплину, малокалибарска или? Мислам и калибарска и баја пушка. Да. Еве, ова е слика, А тоа е камен темелец. унук и сестра и керка. Добро. На кушика сам фарили. Ја го повикував сега твој супругу да дојде до тебе да седне и да покажемо на кумановци како може еден брак да обстоје успешно 63 години. Еве, до вас е ваш супруг, 63 години сте у брак, имале сте нормално и добри и лоши моменти. Да. Еве, да кажемо на овие генерација, што е рецепт за дугачок и квалитетен брак, како има опште рецепт? U brak je najvažno разбирање да имаме. И да поднесеш све, и лошо и арно. Али порно, арното ga памтимо, лошото да забравимо. И такој сме обстојале, он с мене, јас с njega, и он je bio добар како супруг. Лош и работен, не е имало некој да се каже нешто од негову страну, а иначе кроз живот нешто дојде. Кажи ми како се запознасте и како падна прва љубов с Шкотрајка? На улицу, ја иду нагоре на куде Монопол, што таму сме живела, а он иде на куде негову куќу, скрене у Сокак, на Бедински Сокак да скрене, али поза мене иде и само вика по мене. Упора не бија. Упора. После он отише у војску и толку, до туја. После дојде на осуство и тога се запознамо убаво на игранку у Монопол. Летња башча надвор. Да. Еве да покажемо слику, ова е слика од 63 години. Не, таа е. Еве. Од 63, а имаме од 50. Од ваш успешен брак. Да. Унуци, ту е син. Унуци и син
сини, унуци. Да. Помагае ли супруг, што вика Кумановци, кучни работе или Кад ја имаја време, Кад имаја помагае. Кад не, од работу не е бегаја никад, потешки работе, мушки, све е работае дома. добро е посекуju да славите 70-80 години? Дај Боже, ама многу е ќе досадимо сами на себе. Да. Па до сретни сме. Јас се Среќни. Трајко има 86 години, а ви имате 81 ќе напунуваш малце. Така е. Да сте живи и здрави još дугачко време. Дај Боже и ви Ала, да се видимо достигнете. за убави работе. Мислам дека ова е прав пример за успешен брак, што ви го имате исто и Треба и стрпление. треба и страпление. Треба И стрпление. нека спомни вашега другара Мирка, Да. за Пиротскога и Миланка, исто и они Да, са... и има, они су славиле златну свадбу, сак треба да славив исто и они. Они колко са 60 години? Едну годину после нас. Така е, да. Они сега 60 ќе славив. Ви се с njega дружите сега стално? Да, да. Од школски данови Од с школски данови. Делотрајка па навамо и заедно како е дошла Миланка. Бугарско Дружимо школу се. су училе. Училе сте у бугарска школа, да. Еве за крај, прав да јавите прашаја еден рецепт за млади генерации кои сака да ступи во брак. Сак знаеме дека во време е преокупација, да, паре, да. паре. Меѓутоа има и некои други моменти у брак кои се битни, сем паре, па еве една твоја лична порука до млади генерации. Да се издржи све, да се истрпи, толеранција пре свега, да се поштуемо, поштовање еден према другога. И да има разбирање. Па тоа е разбирање, толеранција. Кои проваѓа еве сега овие пензионерски денови, како ви испуни ден? Цел ден до 3 сат имамо си обавезе с Делотрајка, он што може нешто, ресто ја, да снабдимо за ручек, да направимо да доручек, ручек, вечера, негова терапија со лекови и тој се ја воду ред од тој. И не речко трајко некој ракиичко нешто или? А помалце. Малце. Значи, тој малце е многу малце, дали колку еден сантим од чашко. Некад. По некој повод, например, некој гост доша или сме отишле негде на гости и така пине малце ракиичко, малце винце и тој му е, пошто не дозволуе лекови да се пие повише. И такој терамо некако. Чешко трајко, што ќе кажеш ти сега на овој, да се допуниш? Наш брак и бија среќен. Да издржимо толку години. Имало е и критични моменти, и се справи како фамилија, меѓутоа Тешко на njega се се смиен. поднесе. Ali uvek je sve bilo na Sve. cvrste noge. Sve. На цврсто ниво. Da. Svaku igranku, svaku proslavu, mi smo prvi igrale, prvi stanovale, prvi se veselili i pojale. Da. Pa to je mnogo bitno u današnje E, vreme. I u to vreme, da. Ухор Кумановски заедно со Samo pozitivnu stranu da gleda mladi, Da. to je pre svega Еве, jedino последно za питање u за brak. крај, кога би се кале да поздравите овој прилику? Pa ovu priliku bi sakala sina mi da pozdravu, kerku mi, unuci svi i 5 para unuka imam. Нек сме живи и здрави. A tako i vi da si dočekate. Она е стара I oni пословица, da su вика, živi i zdravi. унуци и параунуци су најголемо богатство. Imamo paraunuku sa nas 2,5 godine, Lana se vika, i ona nije kako kukla u kuću. Dojde i igra sa nas, baba, dedo Tajko ga vika njega, mene baba Pasa, Da. ne može ne zgodi još. Ali mnogo je mila. To je najgolem radost u život, Така е. Парадноци. da imamo deca pokraj nas mladi. I tako je. Фала ви што одвои времечко треко, фала и правда што се приклучи на крај на емисија. Nema na što. I ja I mislim na da nas ka- nije drago što se ovo sve objavi javno. Kumanovci znaju dosta za nas, Да. ali svega poviše od Па оваа емисија за Куманово е замислена да се луѓе подсетат Да. како е било тоа време, а и Многу тоа време убаво е е имало убави работа и Mnogo ubavi работа. не смееме да ги забравимо никако. Nikad. Igranke na I 10 loše i mesta, u dobre gimnaziju javne. gore sala, požarna, u oficirski dom je imalo isto igranke. Monopol, da, to imаше Palas u centru. Oficirski dom. Kade Vajkiki što je tu je, imаше igranka u Palas.
Od tu počnemo igranke, pa Sokolanu obavezno. Sokolana je bilo pojem za grad. Toga slika Svi žive nas. u Kumanovci, Da. da. To je, život je takav ubav do svega. Pa od svega Da napravimo. bili još Još povukao povuč. Hvala još jedan puno od srce i ki se vidimo pa u drugu priliku. Daj Bože da se vidimo. Toliko pozdrav od restorana Kumanovo Spa, dragi Kumanovci i Kumanovki i sve najbolje.